Почитувана подпредседателке, почитуван министър, почитувана колежке Цветанка Иванова. Значи, би сакал да почнем от краят на вашия отговор. Изрековте на голема вистина, а то е дека на вистина после оваа гарнитура на ВМРО ДПМН ќе остане нешто што ќе сведочи за нивното време и може би затоа е тука стравот кај вас, бидејќи се што сведочи за вас се сцените кои што ги гледаме години назад, затворени фабрики, стечајни работници и така натаму. Секоја година, мислев дека оваа година ќе го прескокнете тоа, меѓутоа еве, бидејќи вие сте дел од Комисијата за труд и социјала, повторно ги плашите пензионерите дека нема да ги добијат овие пензии. Јас ве охрабрувам да бидете стрпелива, годината е пред нас, ќе видиме како ќе оди исплатата на пензиите, па ако имаме некои проблеми, тогаш може да зборуваме, меѓутоа не е добро и не е здраво да зборувате уште пред рака дека готово е крај пензионскиот фонд, ево распад и така натаму. Сакам да ви кажем една работа за која што се осврнавте во почетокот на вашата дискусија, тоа е побаравте оставка од министерот за финансии, поточно го прашавте дали ако не се оствари она што го има проектирано владата ќе поднесе оставка. Господја Цветанка Иванова, вие сте четврт мандат пратеник на Социјалдемократскиот сојуз од Струмица. Патем еден мандат сте цел во кој што СДСМ беше на власт. Ве молам во вашата контрареплика да ми кажете еден единствен проект кој што СДСМ го има направено за територијата на општина Струмица, освен ако не мислите на оној криминален ободен канал кој што денеска не е завршен. Исто така, вашиот претходен сопартиец изнесе една лага дека патот Струмица Радовиш бил почнат во времето на СДСМ. Вие подобро знаете дека и патот Струмица Радовиш се почна 2000 година и во месец март ќе биде завршен. Затоа јас ја разбирам вашата нервоза, меѓутоа и тој мал дел кој што го направивте од патот Радовиш Струмица, почнавте да го правите од Радовиш, а не од Струмица. Господине Макардоли, смирете се. Не е право. Исто така, сакам да ви кажам и во делот, бидејќи најголемиот дел од вашата дискусија се осврнавте на партиските вработувања. Па почнавте да броите партиски вработувања во председателски кабинет и така натаму. Па господја Цветанка Иванова, вие имате подпредседател на партија, градоначелник кој јавно излезе на телевизија и рече дека секој вработување оде преку партиската комисија на СДСМ. Јас ќе ви кажам само една институција. Тоа е противпожарната заштита во Струмица. 2006 година имаше 18 вработени, сега има 52. А вие зборувате за 10 вработени во председателски кабинет. Срамот. Благодарам. Контрареплика, господја